Значи, како што рековме, Европската комисија препорача укинување на визите за Македонија, Србија и Црна Гора. Мој гостин, ваш гостин во Дневникот на Сител, министерката за внатрешни работи Гордана Јанкуловска. Добар ден. Добар ден. Првино нека прашање, чисто како Гордана Јанкуловска, не како министер, дали очекувате дека во вашиот мандат, за време на вашиот мандат ќе се случи ова, затоа што знаеме со години наназад имаше наредната година, па следниот месец, па за 6 месеци и некако како да ни згасна оптимизмот на сите кои што го очекувавме ова долго време. Како млад човек, како граѓанин на оваа земја, јас бев длабоко уверена дека имаме сила и капацитет да ги исполниме критериумите. Но би рекла се до последниот момент, сакав тоа и официјално да го слушнам. Но еден од најголемите предизвици на мојот мандат беше токму укинувањето на визниот режим за граѓаните на Република Македонија, бидејќи мојата генерација е онаа генерација што почувствува што значи да се живее одвоен од своите врсници, од оние со кои може да разменуваш искуства, знаења, па на крајот на краиштата и да се градат и лични и професионални врски. Добро, што се Македонија направи за да го заслужи безвизниот режим конкретно? Значи, одлуката која денес ја добивме е едно големо признание за институциите на Република Македонија. Тоа значи дека ние имавме јасен патоказ што е она што треба да се исполни за да може да очекуваме целосна визна либерализација за нашите граѓани. Постојаа 4 блокови, така наречени 4 области во кои ние требаше да покажеме не само прогрес, туку и конкретни резултати. Овие 4 блокови беа блокот безбедност на документи, тоа е нели она што популарно сите го нарекуваме биометриски пасоши, но исто така јас би искористила прилика да кажам дека не се само патните исправи, туку буквално сите документи кои ги издаваат институциите, како изводи на матична книга на родени, на венчани, на умрени, понатаму лични карти, целосна евиденција на граѓаните на една држава, бидејќи во крајна линија тоа е евиденција за миграционите движења во светот. Вториот блок, односно втората област беше гранично управување и заедничка миграциона политика како заедничка платформа на Европската унија во поглед на она што значи управување со границите и менаџирање на процесот на миграција. И во тој дел Република Македонија покажа дека не само што е лидер во регионот, туку е рамо до рамо со земјите од Европската унија. Третиот блок беше блокот јавен ред и безбедност и борба против криминалот и корупцијата. Тоа е нешто што на некој начин стана одлика на оваа влада, неселективната и континуирана борба. Па видете признанието кое денес го добивме практично ги потврдува сите резултати кои ги постигнавме на овој план и последниот блок, односно последната област беше фундаментални и човекови права. Јас би рекла дека сите овие области овој пат беа оценувани во функција на давање на оценка за исполнување на критериумите од патоказот за визна либерализација. Меѓутоа сите овие оценки се оценки за степенот на реформи спроведени во една држава и за демократскиот капацитет на една држава. Така што пораката која стигна денес од Брисел е исклучително позитивна за граѓаните кои од 1 јануари слободно ќе патуваат во земјите потписнички на Шенген договорот, има и дополнително значење. А тоа дополнително значење е признание за исправноста на чекорите и политиките кои ги прави оваа влада и за спроведените реформи во изминативе години. Сега кога ги коментираме исправноста на политиката, значи дефинитивно ова е признание, меѓутоа може ли сега политички не само вашиот дел она што вие го одработивте да биде некаква компензација за она што отсуствува и датумот за преговори? Видете, визната либерализација е само еден чекор кон европска интеграција на Република Македонија. Почетокот на преговорите и во крајна линија полноправното членство на Република Македонија во Европската унија е врвен приоритет на владата на Република Македонија. Така што ние продолжуваме со работа со несмален интензитет. И јас би рекла денешната одлука, денешната вест е само поттик повеќе да продолжиме со истото и дури и со засилено темпо се до целосно интегрирање на Република Македонија во Европската унија. Ја расчистивме ли замката дали тоа ќе значи неспорно е Македонија дека го кажа тоа и Рени Баро дека е најподготвена, ќе значи ли тоа уште еднаш цел пакет за сите држави или Македонија го има тоа и Значи, ние документот се уште официјално не сме го виделе, но од она што можевме да го слушнеме на денешната пресконференција на комесарите Рен и Баро, практично евидентно беше дека единствено во случајот на Република Македонија нема дополнителни препораки, нема забелешки, нема укажувања. Пораката е дека
одлично сработивме, резултатите се евидентни, Македонија добива визна либерализација, треба да продолжиме истото темпо. Воопшто не стана збор нити за чекање на другите, нити за можност за евентуално пролонгирање. Напротив, јасна беше пораката дека одлуката ќе ги помине сите процедури кои се неопходни и ќе стапи на сила на 1 јануари 2010 година. Сега оно што граѓаните ги интересира, дали неспорно е дека важи за сите граѓани на Република Македонија, но дали оние ќе можат слободно да патуваат само оние со биометриските пасоши или и оние со старите пасоши? Дали ќе биде тоа некаква пречка? Видете, визната либерализација важи за граѓаните на Република Македонија и тука нема отстапки. Секој еден граѓанин на Република Македонија има право да ја користи можноста слободно да патува во земјите потписнички на Шенген договорот. Гледам дека полека се наметнува таа тема, но би сакала да ги споделам со вас бројките по однос на бројот на издадени биометриски документи. Практично, проверувајќи ги бројките утрово, забележав дека 1/4 од граѓаните во Република Македонија, што е исклучително висок процент, веќе има биометриски пасоши. Оваа 1/4 од вкупната популација е повеќе од 65% од граѓаните што воопшто поседуваат пасош. Што значи дека мал дел оние кои што имаат стари пасоши, односно незначителен е бројот на лицата кои имаат пасош кој е се уште важечки и е од оние старите образци пред воведување на биометриските пасоши, тие ќе се заменат со соодветна динамика, онака како што го предвидува тоа законот, но секако ова е голема придобивка за сите граѓани и важи буквално за секој еден граѓанин. Добро, ние ќе имаме подоцна прилог како се подготвуваат пасошите и како се тоа оди. Колегата Иван Кузмановски веќе го подготвува. Само уште едно прашање, што мислите како ова ќе влијае на регионот? Ова е една позитивна порака за регионот. Ова е порака од Европската Унија дека овој регион е составен дел од Европа и дека местото на регионот е во Европа, не само географски, туку и политички и во безбедносна смисла. Но исто така ова е поттик за земјите од регионот да продолжат со реформите се до полноправно членство во Унијата. Јас сум длабоко уверена дека една ваква одлука представува огромна можност пред се за младата популација да слободно да патува, да разменува искуство, да стекнува контакти и знаења и потоа сите овие контакти, знаења и искуства да ги искористи во функција на јакнење на капацитетот на сопствената земја. Она што како искуство младите луѓе ќе го стекнат дружејќи се и комуницирајќи со своите врсници од европските земји, секако дека е незаменливо во смисла на јакнењето на Македонија како држава, бидејќи Македонија е релативно млада држава и секој човек може да даде сопствен придонес и тука е предизвикот практично на сите млади луѓе да се вратат во сопствената држава и покрај можноста слободно да патуваат во Европа, бидејќи ова се историски моменти на јакнење на капацитетот на државата. Така, вие сега патувате по нашиот разговор. Каде патувате? Патувам за Стокхолм, тоа е практично средба на министрите за правда и внатрешни работи со комесарот за правда и внатрешни работи на Европската комисија и ова е еден од состаноците каде што се дефинираат политиките кои Европската Унија ги има во рамките на председавањето, овој пат во шведското председателство. Така, ви благодарам што одвоите време да бидете гостин во Дневникот на сите.